Изградба на голем кружен тек кај раскрстицата кај Нова Македонија. Со ова добиваме брз сообраќај и без застој во овој дел на градот. Сметам дека ваквите решенија со големи кружни токови се неодржливи и дека во толку централно градско подрачје не смеат да се стават. Подземни тунели, огромен кружен тек, нови висококатници. Што ќе донесат планираните проекти за потегот кај Нова Македонија? Градоначалникот Шилегов вели главниот град ќе стане европски преку модерни решенија. Ако добие нов мандат од скопјани, не планира да чека со реализацијата. По завршувањето на изборите, веднаш после Нова година, со утврдување на новиот буџет на град Скопје, ќе започнеме со тендерирање, со постапката за изградба на овој дел. Паралелно ќе се движиме со работата на тунелот, кој што треба да биде готов до крајот на 2023 година. Но додека Шилегов најавува европски проекти, архитекти предупредуваат дека тој нуди застарени решенија. Професорката од архитектонскиот факултет Дивна Пенчик објаснува дека ваков голем кружен тек е несоодветен за централно градско подрачје, бидејќи предност им дава на автомобилите, а не на пешаците. Овој кружен ток само ќе направи огромен проблем. Едно за пешаците, никогаш ќе не може да го пројдат, тоа ќе биде невозможно, а знаеме дека тука има шопинг молови, има доста институции кои луѓето ги посетуваат, има доста граѓани кои ќе не може да го користат како што досега можат лесно да преминат на пешачките премини. Втора работа е да уништите токаво зеленило. Дополнителен проблем, според професорката Пенчик, е што се планира да се прави голем кружен тек на се уште необезбедена траса, што е грешка во Чекори, особено што е ред да се почека новиот генерален урбанистички план. Во тек е изработката на новиот генерален урбанистички план на Скопје. И мислам дека не смее да се брза со ова решение и сметам дека мора комплетно да се промени концептот. Решението на вакви големи сообраќајни елементи е застарена работа и вака се градело пред 50-70 години во другите градови, или пак кога се прават толку големи кружни токови, тие се прават некаде на периферијата на градовите, каде што треба да се одведе сообраќајот, да не се дозволи да влегува во централното градско подрачје. Скопјани изминативе години се навикнаа на декларативни заложби за повеќе зеленило, но во реалноста слободните површини им го отстапуваат просторот на джиновски сообраќајници или висококатници. Изградбата на голем кружен тек на потегот кај Нова Македонија е предвидено да зафати дел и од паркот на новинарите. Иако зеленило на овој потек и тоа како е потребно, имајќи предвид дека токму тука се гради джиновска висококатница, а предвидено е да никнат и нови бетонски зданија. Просторот од старата железничка станица до Нова Македонија долги години е претворен во големо градилиште, време во кое скопјани се на голтаа прашина. Во моментов интензивно се работи на облакодерот. На потегот се наоѓаат и хотел, резиденцијален дел, трговски центар. Но инвестициите на турски лимак нема да бидат единствените. Податоците на Агенцијата за катастар на недвижности покажуваат дека и градежната компанија на бизнисменот Фатмир Етеми се стекнала со собственост на земјиште спроти зградата на НИП Нова Македонија, во близина на паркот на новинарите. Од општина Центар вела дека тие не правеле електронска аукција за продажба на неизградено земјиште, а Етеми во телефонски разговор ни рече дека инвестирал и планира да гради зграда од 8 ката со зеленило, иако тој проект не му бил меѓу приоритетните за идната година. Етеми имали маркица за хотел во кој што барем засега вели не планира да вложува поради условите на пазарот. Новите висококатници и джиновски кружни текови ќе донесат повеќе автомобили и повеќе сообраќај. Во време кога европските градови се ориентираат кон еколошки одржлив начин на транспорт и хумани услови на живот, скопјани остануваат заглавени во решенија за кои архитекти велат дека биле актуелни пред повеќе од половина век.